Кога бев во забавиште во градинка, имав една ситуација. Ситуацијата ме инспирираше денеска да ви покажам до каде стигна таа моја обседнатост со баранија. Кога бев мала, бев во градинка и прашуваат сите кој е омиленото јадење кое сите го обожавате по дома. Кој одговори пица, кој одговори хамбургер, нешто што е соодветно за таа возраст. Јас станав и кажав дека ми е омилена баранијата. Сите деца многу се изнасмеа и дојдов дома и ја прашав мајка ми зошто ми се изнасмеа децата кога јас навистина обожавам баранија. Не можев долго да разберам зошто е тоа така, сега разбирам од кога имам деца кои личат се повеќе на диносаурусите отколку на деца во своите тинеџерски години, но баранијата остана мојата обседнатост и ја обожавам и готвам буквално на неделно ниво. Бидејќи таа е многу скромна и во вкусот, и во начинот на подготовка, секогаш барам начини како да ја подготвам поинакво. Денеска решив да ви покажам еден начин кој си го правам најчесто кога одам на работа. Баранијата ја правам во вид на мусака, но ја готвам во тегли. Ја готвам во тегли заради тоа што го користам начинот на конзервирање, односно оној наш познат традиционален начин за конзервирање на ајвари, на пинџури, внатре во стаклото сите вкусови, сите состојки совршено се спојуваат и добивате оброк за мене кралски. Вие ќе ни кажете дали сакате баранија. За да направиме ова баранија, потребно ни е мелено месо. Ќе ви кажав, ќе го искористам оној начин мусака, како што се прави, ред месо, ред баранија, но наместо компир или не знам, удар патлиџан, ќе употребам скромна жолта баранија. Најпрвин, секоја мусака започнува со кромит, цел. Тавата почва да се загрева, ќе ставиме брилијант сончогледово масло на витаминка. Да го обие дното. Овој кормит беше фин со мене, не ме расплака. Веројатно има врска со лутината. Секој кормит е различен, овој баш мириса благо. Што уште повеќе ме радува како состојка во баранијата. Го префрлам во тава да се пропржи и да се застакли. Баранијата ќе подготвиме на наш традиционален македонски начин, црвен пипер. Апсолутно секогаш ќе ја почитуваме традицијата, таа не прави она што сме. Ќе му дадеме малку време да се пропржи, да застакли. Не знам дали тоа правиот израз, мајка ми така вика. Кромитот да застакли. Веројатно да добие прозирност некаја. Сол, за да ја испушти водата. И благо неколку минути го пропржуваме. Имам уште една приказна поврзана со баранијата. Првото јадење кое го направив, првиот обид за да сготвам нешто беше баранија. Мојата обседнатост со баранијата и еден од моите омилени рецепти остана и до ден денеска да ме биде од градинка, нели? Но првото јадење кое сакав да го направам беше баранија. Бев студент, ми фалеше вкусот на баранијата на мајка ми. Се јавив и го кажа рецептот. Ставив 2 лажици сол наместо црвен пипер. Баранијата не ја изеда ни мачките пред контејнерот каде што живеев. Тоа беше првиот обед.
Од тогаш натака сите обиди ми се успешни. Продолжуваме додека се пржи кромитот, да го исечкаме морковот, ќе го исечкам на коцки. Имам 2 моркови. Кромитот е при крај. Гледате ја смени бујата, стана умекнат, има одредена прозирност во себе, тогаш знаеме дека кромитот е готов, барем за нашите традиционални македонски манџи. И ставаме морков, го пропржуваме повторно некоја минута. Во традиционалниот рецепт на манџа баранија би ставила и пиперка, би ставила и други состојки. Но ова ми личи подобро и поубав вкус ми има, бидејќи пиперката со стоење, доколку ја правите вака во тегли, знае малку да умекне, да стане поблуткава. Затоа бирам зеленчуци кои или ќе направат сос, или ќе останат целосни како парчиња и нема да се умекна, да станат блуткави додека стојат, бидејќи овој пат ви покажувам како да направите нешто што може дури до 2 недели да стои во вашите фрижидери. Му дадеме некоја минута и потоа ќе го додадеме месото. Тука имам околу половина килограм мелено јунешко месо. Доколку правите, јас мислам дека тука ќе имам количина за повеќе од 6-7 тегли. Една тегла во принцип вие еден оброк. Овие се малите, ги употребувам малите, бидејќи начинот кој ќе ја подготвам боранијата е со тоа што ќе ги наполнам до половина, а потоа ќе ги ставам во ладна вода. Водата од надвор ќе ги готви во рерна. Доколку земете голема тегла, оваа процедура нема да ви успее, заради тоа што долниот дел ќе биде подготвен, а горниот ќе остане несварен, односно нема да ја има водата во околу теглата како топлина, за да може да ја подготви храната која ја готвите во тегла. И го додаваме месото. Убаво парче јунешко месо. И убаво ќе го пропржиме. Го пропржувам месото, си додека комплетно не ја смени својата боја, заради тоа што е јунешко. Потребно му е во допир со топлината и маслото, буквално да ја конзервира својата влажност, да ги конзервира своите сокови и потоа кога ќе оди на варење да немате вкусна само варено мелено месо, затоа мислам дека во нашите манџи секогаш меленото месо, дури кога ги правиме оние полненици, се пропржува, за да можеме да го конзервираме тој автентичен вкус на месото и да биде тоа ровка. Мислам дека е готово. Во меѓувреме, сакав да ви покажам за да ги изљупите доматите. Мислам дека ви кажував еднаш, ова се домати кои се нели есенско-зимски, не се од оние летните кои лесно можат да се излупат. За лесно да ги излупите, засечете само еден крст на дното на доматот и ставете ги неколку минути во завриена вода. Ќе им дадеме неколку минути, потоа директно ќе ги префрлиме во
вода со мраз, потоа многу лесно ќе извадиме курата и нашата баранија нема да има парченца, овдека не ми одговарат, иако многу ги сакам. Мене лушпата на доматот ми е толку ароматична. Ке продолжиме со додавање на другите состојки. Ке ставиме 2 чешниња лук. Не ги ставив на почетокот да се пропржат во маслото, затоа што не сакав да биде доминантниот вкус. Сакам само да провејува како нишка. И она што ќе биде тајната состојка во оваа моја баранија е половина чаша црвено вино по совет на мојот камерман, кој ми кажа дека вака го прават во Грција, по потекла од Грција. Кажа дека баранијата ќе се натопи, дополнително ќе се ароматизира, го пробав и навистина беше во право. Пробајте и вие. Нема ни една манџа без дафинка, една лажица, дафинка на витаминка. Имам една лажица црвен пипер, сол, црн бибер, секако на витаминка, и промешајте. Доматите ги ставивме да се провријат. Извадам. Само благо ги провривме. Имаме една чинија со мраз, значи грч ладна вода. И од вриена вода доматите ги префрлате во водата со куцки мраз. Дајте им некоја минута и потоа курата многу лесно ќе излезе, а доматот не е внатре топол, затоа што само 2-3 минути беше во вриена вода и лесно ќе може да го исичкате и да го додадете во баранијата. Целата лушпа. Доколку некој дел ви останал надворот, како што мене ми остана на првиот домат, тој нема толку лесно да излезе, значи треба целиот домат да биде потопен во вриена вода, а потоа во вода со мраз. Ќе ги сечкаме и нив на коцки и ќе ги додадеме во смесата. Тие ќе направат преубав сос. Последната состојка која ќе ја додадам е доматно пире на дивела. Го додавам бидејќи ми фали тој благ вкус на сварен домат. Доматот внатре, да, ќе пушти од својата состојка, од својот вкус, меѓутоа свареното пире или доматно пире или паста го имаат сконцентриран. Ми фали како дополнителен вкус да
ми го збогати, нели, јадењето, да имаме баш оној манџа наш вкус. Како изгледа. И ќе ставам само зачин, оригано на витаминка, тоа ќе биде единствениот зачин кој ќе го употребам, сам надвор од оние стандардни соли, бибер, дафинка, која оди во секое јадење. И тоа е тоа. И следи процесот на составување на нашето јадење од баранија и милена месо. Ви кажав дека сум обседната со брзина, со прилагодување на сите оние стандардни работи кои мораме да ги направиме од денот, мораме да испазариме, мораме да сготвиме, мораме да прошетаме куќе или било каква некоја обврска која имаме текот на денот. Јас го користам секогаш пакет МК и го користам нивниот шпајс. И при тоа дома заглавувам со многу тегли, че во пакет МК може да направите, имаат посебна секција шпајс, каде што ги имаат сите оние конзервирани работи. Јас теглите секогаш ги чувам, затоа што многу сакам да ги реупотребувам во други јадења. Користете и вие, употребувајте стари тегли, рециклирајте ја амбалажата, тоа е многу одговорно. Почнуваме со редење. Ќе ставам малку масло на дното, користевме брилијант, ќе продолжиме. Ќе наполнам 4 тегли, а остатокот од меленото месо ќе го задржам за да направам убаво рагу со шпагети на дивела. Почнуваме со редење. Прво слој мелено месо, убаво, и притиснете го на дното. Додадете жолта баранија, мојата е сварена. Повторно мелено месо. Секогаш ќе завршите со слој на мелено месо, бидејќи меленото месо е зачинето, боранијата е апсолутно не содржи никаков зачин, дури ни сол внатре, и потребно е да биде измеѓу слоевите на месото за да ги поприми сите зачини кои ги употребивме. Ето така. Инспирацијата за баранија во тегла ја добив од пред некоја година. Има едно местенце, манастир во Кичевско, каде што татко ми не носеше кога бевме мали. Тоа беше едно исклучително мирно место, каде што има 3 чешми, кои наводно многу луѓе веруваат дека имаат лековито својство. Мене ми носеше мир. Целата таа природа, целата таа убавина таму. Многу долго не бев отидена, до пред неколку години, кога отидовме со татко ми со моите деца беа мали, и таму веќе беше направен манастир каде што живеат монахињи. Кога отидовме, не пречекаа многу убаво и правеа зимница од баранија. Баранијата жолта, свежа, која они си ја одгледале во својот манастир, само ја наместија, наредија во тегли и ја конзервираа на исти начин како што конзервирате феферончиња, пиперки или краставици. Ни дадоа една тегла за дома. И тоа ми стана една од обсесиите. Морам да имам конзервирана баранија, можеби во некоја следните емисија ќе ви покажам како, а овој рецепт дојде како инспирација дека можам да ја подготвам и во веќе подготвен рецепт наместо како туршија. Зимница. Ги полните скоро до местото каде што треба да го затворите капакот до грлото. Секогаш од озгора завршувате со месо.
се моите совршени тегли со баранија. Начинот на кој ќе ги подготвувам, ве молам добро внимавајте. Многу е важно, бидејќи може да направите исклучителна хаварија, да се повредите доколку не го следите во целост. Значи, теглите кои ги наполнивте беа студени и тие студени се ставаат во еден плех кој е доволно длабок за да може да го наполните со ладна вода. Запомнете секогаш со ладна вода. Ладна тегла, ладна вода, ладна рерна. Ова го правиме бидејќи стаклото, по законите на физика има начини на кои се однесува, доколку ставите било која состојка, например, сакате да го убрзате процесот на готвење и ставите внатре врела вода. Го ставите во веќе загреана рерна. Теглите ќе испукаат, дури може и да експлодираат, бидејќи може да бидат под притисок. Понатака само да пукна некаде, кога ќе го ставите капакот, апсолутно да ви експлодираат во раце. Затоа, ладна тегла, ладна вода, ладна рерна. Ќе ви треба околу 2 часа за ова јадење да биде подготвено, заради тоа што ќе ставиме многу количински вода. Треба неколку 15 минути да се загрее рерната, 15 минути 20 да почне да врие водата и околу 40 на минути до час за да се соединат сите состојки, бидејќи многу споро се готват, бидејќи има присуство на вода топла од сите страни. Го наполнам со вода и го ставам во ладна рерна. Температура 200 степени. Ви подготвив малку необичен рецепт. Баранија во тегла со мелено месо. Меленото месо доволно го подготвивме на оган за да направите убаво телешко рагу. Сварив шпагети ди вела и го ставив сосото дозгоре. А теглите се прават на следниот начин. Моите се изладени, бидејќи морав на телевизија да ви покажам како тоа треба да го направите, но доколку сакате да ги конзервирате и тие да бидат добри во следните 2 недели, значи ќе земете крпа, морам да ви покажам со крпа, бидејќи многу е важно за да не се повредите. Топла тегла, 10 минути пред да ги извадите теглите од рерна, ќе ги ставите и капаците. Капаците треба да се топли и оној наш стар познат начин на вакуумирање зимници, само убаво ќе ги стегнете. Теглата може да стои 2 недели во фрижидер, на полица и секогаш да имате убав и свеж ручек.